Во Скопје, во организација на Сојузот на борци од шарената револуција, се одржа чествување на 1 година и 7 месеци од почетокот на отпорот на овие простори. Борците велат дека тоа било време на премрежја и предизвици и напоменуваат дека иако груевизмот е победен, сите проблеми не се решени. Во предвечерието на 12 април 2016 година се изгледаше како уште еден нормален ден во заробена Македонија. Ништо не ги наговестуваше историските моменти кои ќе го разденат наредниот 13 април, но тој судбоносен датум, запишан со златни букви во нашата историја, пукна првиот кондом со боја што ги означи звоната на слободна Македонија. Боја, пот и непокор. Република во пламен. Набрзо после Скопје револуционерен бион распламти во срцата и на битолчани, прилепчани, белешани. Оган која најавуваше светлината која ќе го запали небото во бојата на слободата и новото сонце кое се раѓа во секој слободен граѓанин. Тука сме со борците на шарената револуција кои што на споменикот Празна столица оставија канти со боја во спомен на жртвите кои што не се вработија во влада. Последно ја памтам борбата кај Твитер. Изгинав. Јас сам против ботовите. Памтаме како не. Колани да беше. Ја во една рака кондом со боја. Од друга страна иде лавот. Ја и он сам на сам. Време смрзна. И си реков, еден ден сигурно ќе има една слепа улица по твое име. Или евентуално некоја школа. До мене е еден од луѓето кој што е задужен за цела оваа организација. Тој е задужен за борците од шарената револуција. Со мене е Ратко Сикич, така Сикич, господинот Сикич. Господин Сикич, кои се вашите следни чекори? Види, премрежјата за нас борците со споменица од 2016 не се завршени. Значи, многумина од нас се уште невработени. Како што дознавам од членови, дури и тие што се вработени им давале да работат, замислете. Значи, за ова ли се боревме, ви се молам. Не знам јас, не знам кои се вашите следни чекори, кои се вашите барања. Значи, туѓо не сакаме, свое не даваме. Од држава што ние ја спасивме со наши кондоми, со наши фори, со наша боја, со твитери, со фейсбуци, со све, бараме да ни дадат да работиме. Добро, не да работиме, сега да ни дадат плата, ме разбираш. Ако не можат ни тоа да обезбедат, социјални пакети нешто за борците да обезбедат. Па добро, ама така, малце поголем дел од од тие што протестира и што си ги договорија работите пред времето, си се вработија во владата. Така да не мислам дека баш многумина се, ама па секој на својата столица си плаче. Да, така ете убава поента за еден ваков прекрасен ден. Јелена? Јелена.